Во фојето на спомен домот Аснон во Делчево, во организација на Центарот за култура и бардот на македонската сатира и афоризам Миле Георгиевски, беше промовирано творештвото на авторката Ленче Стојменова. Творештво собрано во 7 книги, а меѓу нив и последната збирка поезија Врзани до последен здив. Има разноразни теми и многу жанрови. Афоризми, карикатури, песни, поезија за деца, поезија за возрастни, раскази за деца и романи. Членови на литературната секција при Центарот за култура, читајќи извадоци од незините книги, доловија еден добар дел од животот на Стојменова, која спомените ги преточила на парче хартија. Еден човек и една жена, една силна љубов и долни 2 збора те сакаме. Собрав еден голем дел од мојот живот, едно парче од 40 на години можеби. Мора тоа што го носат во себе да излезе некаде, да го стават меѓу корици. Ако ние не пишуваме воопшто, што би читателите читат? Чувме млади деца кои еден ден од нив може да излезнат и поети, некои писатели, ама некои треба да ги поддржува. Стојменова исто така е една од ретките сатиричари која со своите квалитетни афоризми е застапена во неколку антологии на македонскиот и балканскиот афоризам. За жал, жените афористичари и карикатуристи во Македонија се многу ретки. Во моментов имаме околу 3 до 4 афористичарки, така да ги наречам, но сепак исправаат квалитетна сатира и јас сум задоволен од сето она што го пласираат. Застапени се во доста антологии што се издаваат и кај нас во Македонија, но и надвор од Македонија. Од Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров најавија дека ваквите настани во Делчево ќе продолжат и во наредниот период. Планираме со афоризмите, сатирата да продолжиме и некаде на почетокот на октомври да продолжиме со Вапцаровите бранувања. Веќе сме проговорили со неколку познати писатели, уметници кои што ќе видат гости на Вапцаровите бранувања. Инаку меѓу делата на Стојменова, освен збирката поезија Врзани до последен здив, се и романите Ледена Кока-кола и Покажи ми ја среќата, збирките афоризми Жегла и Бубалази, како и збирката поезија за деца на Великден и книгата Зборови се редат, приказни се предат. Последното нејзино дело излезе како резултат на соработката со издавачката куќа Орион од Делчево.